Птица у небото и гледам го да сум највисок улет. Не се појавувам ако уопште ни топикот не ви е бизнес. Те бе артисти веј, како ми доаѓаат се повеќе и повеќе во Карпул, се потешки, побрзи текстови. Без осетбе, па пичка му материна, у школа не учев волку текстови од колку периодов во Карпул. Здраво, еве јас пробувам, учам нешто за денеска за Карпулов, да не бидам дибидус. Се шалам дечки, добре дојдовте во уште едно Карпул караоке. Сутепав слушање песниве, искрено многу ми се свиѓаат од дечко, Јован Стојчевски или како што сите го знаеме Инсерта Кик. Не знам, мене ми се свиѓа многу дечково од почетокот кога го слушнав, прво Spotlight, сега новата песна, кавер Поло. Така да, ете, многу ми е драго што конечно дојде време да снимаме и со него. Дечкото дојде од Крива Паланка специјално за мене. Моментално сум во центар, треба да одам во Драчево, моментално е таму, во студиото на 2 Bona и да си направиме убав муабет, да ги спееме неговите песни и најверојатно и вие ќе го запознаете прв пат вака, а да не е песна. Останете тука. Мислам дека погодив улицата и треба да го земам инсерта, а ако пак ја утињам улицата, ќе се отрујам. Не знам бе луѓе кај сум, се изгубив 100 пати. Ало? Брат, ја ретардиран сум изгледа, брат, не знам кај е улица. Дека си? 7 минути возам, брат, па не знам да ти евам, сега кај една школа сум тука. Нели има некој пазарче таму доле? Дека е фактички центарот на Драчево. Не, па не знам, ај чекај, ќе застанам за да видам локацијава Тони што ми има пратено. Кај си е, братове, поштовање? Што има? Ништа. Не можев да го најдам. Не можев да го најдам место. Кажав ја брат дека си кај 2 Bona студио. Што прешкенив? Работиме моментално турбо е све. Турбо? Што се дешава? Што има ново? Спремам нови проекти. Аха. Следна песна водам со Шаро, Да? што е исто артист у Горила. Да, Шаро више го знаеме сите. Да. За некој издание и Шаро ќе го викнем у Карпулов обавезно. Кажи ми тебе дали ти е прво интервју? Да. Имаш трема? Па не. Добро, луѓе од тебе те знаат, мислам веќе те знаат како артист, али претходно како продуцент, мене тоа ме интересира. Те прашам од кај испадна причава сега, затоа што си стварно многу добар продуцент, нели Fuego ти е како прва песна која што те запознавме сите. Да. Како испадна артист да станеш? Па многу мисла дека јас се појавив као нигде никаде буквално. Почнав да се бавам со музика некаде 2015-та, као битмейкер. Така ми испадна името и све тоа, као Инсерта Кик. И тогаш почнав да правам битови. Стапив во контакт со 2 Bona, со Таско, тој период беше баш. 2 Bona више имаа песни на мои битови, бевме во контакт, имавме кул однос. Снимав дома, на шала буквално беше, све снимав на микрофон 150 денари. И ми текна еднаш, викам зашто да не пратам песна на Кун, као више се знаеме да ја чуе, да видиме што мисли. И он као беше, брат, what the fuck, ова е предобро. Као мора да дојдеш да снима. Збориш за Spotlight? За Spotlight. Spotlight кавер Поло му ја пуштив уште неколку песни, имав многу демо пратено. И отидов во студио и исти ден ги снимив и Spotlight и кавер Поло. Што ти се значи ствар така и тебе, што за разлика од многу што сакаат да бидат артисти, ти барем многу работиш. Да. И си одличен, тоа Стварно сакам. фаст. Тоа сакам да ти кажам, те споредуваат со Da Baby. Ти годи тоа или не ти годи? Па добро се, Da Baby е огромен Имаш артист флоуту, моментално, да. кавер Поло малку се осеќа таа брзина на флоут. Па да, слична е песната на неговиот стил. И добра пизда му материна, мораш ли толку брзо да ја направиш, не можам да ја научам. Слушам со тебе слушање, не разбирам. Ја мислам со лабаеме одма да ја пуштиме нова трака. Идеме на кај центар, така? Може. Сака од мене да проба да закажам проба, ми требаше фрешка. Од сите дилови имаме дебели делови, добивам фетка. За такви ко тебе на поја се фет гам, вади све пуна берба. Може ја тука со мене да бидата јеби га, нема верба. Немаше она ме чуди, зашто го смени мислењето брзо. Можда ке загинам брзо, али знам дека живеев прво. Ке знам дека никад не платив за кучка, па тоа го чувам у крво. Ке знам дека уште не стигнав, но више го осеќам ледот на врво. Се осеќа клеате бледо, ја газам, ти плачеш и гледаш од ниско. Само тестирајте ниско, лева, десна, what you looking at, пичко. Влезам по ледо да стигнам до све што е моје. Утре да видиме песен тип, што би те заебал, пред да ме заебеш, планирам се што уплан ти е бато, веруј ке наебеш, Најач. Брато, оган песнича, вака сега те прашам, ти си од Крива Паланка. Да. Значи, нешто спомињаш, Бентли, ваму тамо, нешто ќе зинете сите. Клинац му доаѓа,
од кој град беше да од Србија му доаѓа пак од некоја си периферија кој ќе го споредиме со Белград, ти му доаѓаш така од Македонија. И сад не те споредувам ја тебе со клинец, него те прашам која е твојата визија за твојата музика и дали Крива Паланка ја сметаш као дефицит или бенефит? Затоа што ете не си од Скопје, многу полесно се успева за дечкиве, зборам интервјуа, еве ти мораше да дојдеш, да преспиеш, у тој стил те прашувам. Па да, ја на секоја доаѓање тука уствари спијам у студио и тоа што сум од Паланка е на некој начин и некој, што знам, Плюс, а? да, некој плюс, пошто едини сум од градот што го прави тоа моментално, што вади константно музика. А као визија за све ова ми е едноставно да допрам таму кај што никој не е пипнал до сега, сваќаш? Да, тоа го пееш и во семените песни, до душа чекај две имаш, тек треба да те запозна публикава. Работиш со Куни Тони највише, со кој е потешко да работиш? Па не е тешко да се работи со двајцата, увек се тука да ти кажат ако нешто не штима, ако нешто треба да се смени, да помогне. Да, во каква комуникација си со останатите, Дијан, Раус, Шаро? Кој од нив сметаш дека за твојот стил на музика би бил компактабилен или можеш со сите да работиш? Па искрено се гледам со сите у колаборација, али со Шаро моментално имаме едно добри 5 песни, 6 сигурно. Така да а само со него се знам лично. Имате 6 песни? Да. 6 песни со Шаро. Што правите вие луѓе? Што цело време снимате, што е работа? Мора? Добро, кога е? Кога веќе спомнав 2-3 пати со Шаро, што ајде најави, брза песна, спот, кога ќе снимате, што ќе правите? Не сакаш многу? Не би многу да откривам, али ќе биде за скоро време. Следна песна ќе биде уствари со Шаро. Колку ти значат оние коментари што ги добиваш на поддршка и ете имаш бројки над 50, над 60.000 со само 2 песни, има артисти што работеле па и Твабона, например, и Таско што работеле со години со 0 лета за 20.000 прегледи. Па добро, сега и друго време, знаеш. Сега таа музика више се пробива кај нас и луѓето тоа го препознаваат. И посебно кај мене ми се свија тоа што приметуваат интересните спотови и све тоа. Гледаме да биде све на ниво. За спотовите се заслужни Steady Flow. Да, какво ти е мислењето на денешната трап музика и сличноста на текстовите поврзани со дрога, жени? Почнавме веќе во песниве се едни исти рими да си слушаме. Али пак и тебе тоа мене ми се свија највише. Имаш еден нов флоу, еден нов елемент. Еве, не можам да го пратам, не можам да го научам месец ден. Па добро, тоа е филмот на трап музиката. Дрога, жени. Да го продаеш филмот, да? Така да неизбежно е да звучат идентично песни. Добро, кажи ми ти на мене како стоиш со фристайл, јас слушнав нешто мовече дека добро ти е. Може да пробам. Може да пробаме фристайл? Дај бит, вака са, јас сакам да те, не да те предизвикам, туку сам себе ќе се предизвикам, ти знам дека си добар, јас сум така тапа. Да пробаме четворки или по осмици, ајде како ќе ни дојде и уствари да продолжуваме со последниот збор од самите рими, како пример ако ти заврши со јас и ја треба да продолжам со јас, може? Ајде неки. Ама ти си битмейкер, не сум ја, повели. Уживајте се, како не треба да се прави фристайл. Добро. Почињаш ти. Ајде. Да видиме до кај сме. Значи ја треба ти го пратам последниот збор. Да те чуја. Сакам да сум као Куни Тони. На песна ја да имам 10 милиони. Телефон ми звони, Таско вика ало. Поздрав едо сладкаристика будало. Сладкаристика будало. Сладкаристика будало. Сладкаристика будало, брате, сега сите сакаат да се возат кај Лазаров, брате, најак сум у градов, карпул караоке, сите сакаат со мене, вика, брат, лоше, али не ги сваќам веќе, брате, никој, сега ќе ме слушаш, Рамбо веќе и во диско. Ја, браво. Она што најмногу ти недостасува периодов, сигурно дека коронава си зема залет, јеби га, немате настапи, немате ништо периодов, и дали е за артист најголем проблем што те представаш музика, представаш нешто што е своја, немаш каде да го покажеш вистински? Па да, дефинитивно тоа е најголемиот проблем моментално за артистите, што сме сите укочени. Буквално сега тие сите што имаат наступи, што се букирани, нема каде да пеат, не можат да пеат. Ја уште немам стигнато до тоа ниво, али ипак знаеш. Тешко. Со Urban Records некако сите ја поврзуваат на лош начин, но дали еве би направија Шаро Иво
комбинација на трака, со кој би сакал ти од Urban Records да снимиш трака? Па би направил со, немам појма, би направил со Таско. Со Таско? Би Комбинација? направил со Таско, се знаеме, плюс Се знаете се? имаме работено, има Па добро, песни, да, со мои битови. битовите и вие се си работите. Така да со Таско би направил, зашто да не? Таско јави се кај инсерта, брату, направите хит, Обавезно. ама везна македонска музика, нека иде дале. Добро, сега одиме да ја слушаме Spotlight, дечки, која веќе не може да настап. Може кај Стефан. Се дигаме од пепел, не е добро да си нула. И колку гинам надвор, веќе ветер не ме дува. Сам со себе пак си зборам, просто ноќва ми е глува. А имам некој кој за увек ќе ме чува. Ја неќам ни да сум у спотлајт, али изгледа ќе морам. Изгледа ќе газам додека они ке зборат. Спотлајт, лоши мисли пак ме гонат. Само сакам да го најдам патот ја до дома, Спотлајт, али изгледа ќе морам. Изгледа ќе газам додека они ке зборат. Spotlight, лоши мисли пак ме гонат. Само сакам да го најдам патот ја да сањам за трофеи. Она ми е тука, ништо нема да ме смени. Глава не ми чука, сега ноќеве се бели. Спомени ми буда, дали успехот ми вреди кога мој за него губа. Дали вреди кога каде и да идеш и со камери и светла. Сам со себе гинам до вербалу, никој нема. Сеќавања и слики, они буда лоши мисли. Што ми вреди слика, тие луѓе не се исти. Сеам се што сакам, нема криење. Мамо ке е топло, не е битно ако зима е. Патот до врвот не е лента, но по лента ние скијаме. И као време лечи све, али време во не иде. И као време лечи све, али време во не иде. Се дигаме од пепел, не е добро да си нула. И колку гинам надвор, веќе ветер не ме дува. Сам со себе пак си зборам, просто ноќва ми е глува. А имам некој кој за увек ќе ме чува. Ја неќам ни да сум у спотлајт, али изгледа ќе морам. Изгледа ќе газам додека они ке зборат. Spotlight, лоши мисли пак ме гонат. Само сакам да го најдам патот ја до дома, Spotlight, али изгледа ќе морам. Изгледа ќе газам додека они ке зборат. Spotlight, лоши мисли пак ме гонат. Само сакам да го најдам патот ја до дома, али време во не иде. И као време лечи све, али време во не иде. Доста емотивна песна. Да. Емотивна. Ево та сега да те прашам. прича со се. Ето, која е причата на песната? Па све се крие позади тоа дека ја никад не сум некој дете што многу сака да се експонира или нешто, само сакам музиката да ми биде чуена, а мене да ме нема, ако тоа има смисла, сваќаш? Да. Буквално да. Има артисти што одлучуваат ете никош во животот да не даваат интервју. Па да. И Да. тоа е некој добар пат. И тоа е некој добар потег, но Македонија сме можеби на ваков начин и треба да те запознаат луѓето. А и искрено од страна делуваш доста онака кул дечко и не знам, ете, преку музиката. Како за последно прашање ме интересира колку време ти е потребно за да спремиш една песна, зборам не демо, туку да излезе стварно да е добра, текстот да го подготвиш, да и се посветиш сериозно. Ако некоја песна ми зима, ако гледам у процесот на правење на песната, ако ми зима повише од пола сат, престанувам више не ја правам. Сериозно? Зошто? Пошто тука уствари ти лежи целата инспирација, сваќаш? Одма што ми осетиш, треба одма да пукнеш све и да Што те испадне хит. инспирира? Што те инспирира? Ме инспирира све околу мене, буквално. Може да легнам и буквално да ми текне нешто. Сваќаш? Значи тоа е моментот. Добро брато, јас ќе ти посакам многу среќа, да те служи и здравје, има корона, дај Боже, јас сум тука секако да поддржувам твојата музика и следна песна со Шаро да се изгазите. Фала многу. Исто ми е мило што промовираш македонски артисти и све што е наше. Ми се свија твојот контент и те пратам, да знаеш. Бокча брато, да си здрав и жив. Дечки, ставете лайк, ставете subscribe, слушнете ги двете негови песни, поддржете ги двете негови песни и секако во коментар пишете кој да е следен, бидејќи веќе немам идеи, луѓе. Македонскава естрада слабо работи. Ајде, кажувате идеи, пишете у коментар кој сакате. Се гледаме во ново видео. Чао, чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.